Во ова издание на Newsflash ке гледате. Екстремно опасниот ураган Иан станува посилен додека се приближува до Флорида. Евакуирани 2 милиони жители. Американската амбасада во Москва ги повика американците веднаш да ја напуштат Русија. А во меѓувреме, Русија ја напуштаат и младите лица. Околу 98.000 ја преминале границата со Казахстан и Грузија. Останете со нас, ги имаме деталите, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Јован Чанаумовски. Ураганот Иан добива на сила додека се доближува до Флорида. Синоптичарите велат дека Иан моментално има максимални ветрови од 250 км на час и е блиску до прагот да стане бура од 5-та категорија. Центарот на ураганот се очекува денес да стигне до западниот регион на Флорида, помеѓу градовите Форт Мајерс и Сарасота. На повеќе од 2 милиони жители на западниот брег на Флорида им е наредено да ги евакуираат своите домови, додека гувернерот Рон Десантис активираше илјадници војници на Националната гарда. Дизни и Universal Studios се меѓу првите туристички атракции кои ги затворија нивните популарни забавни паркови и одмаралишта. Иан исто така се очекува да донесе 60 сантиметри дожд и во соседните сојузни држави Џорџија и Јужна Каролина. Амбасадата на САД во Москва ги повика американските граѓани веднаш да ја напуштат Русија, објави Стейт Департментот. Амбасадата ги повика граѓаните на САД да ги избегнуваат сите политички или социјални протести и да не го фотографираат безбедносниот персонал, истакнувајќи дека правото на мирно собирање и слободата на изразување не се загарантирани во Русија. Околу 98.000 лица ја преминале границата со Казахстан и Грузија неделава откако Путин најави делумна мобилизација на резервисти да се борат во Украина. Казахстан и Грузија се најпопуларните дестинации за оние кои ја поминуваат границата со автомобил, велосипед или пеш. Оние со визи пак одат во Финска, Норвешка, Турција и Србија. Украина пак уште еднаш побара целосна изолација на Русија и поголема воена помош. Зеленски побара Русија да биде лишена од правото на вето во Советот за безбедност и суспендирана од сите меѓународни институции. А во САД, по одлуката на Врховниот суд да го укине Роу против Вејд, со кој правото на абортус беше загарантирано со устав, гласот на Америка беше во сојузната држава Вајоминг да види како забраната се спроведува таму. Пресвртница на почетокот на годината, кога Врховниот суд на САД одлучи да нема уставна заштита на правото на абортус. Ставањето крај на федерална заштита на абортусот го испрати ова прашање на одлучување во сојузните држави. Одлука што противниците на абортусот ја поздравија како право на избор на гласачите. Федералната влада никогаш не беше замислена да се справува со прашања за здравствена заштита, кои се регулираат на сојузно ниво. Ние функционираме под предпоставка дека сојузните држави имаат право на одредени работи, доколку уставот не предвидува федералната влада да има конкретни одговорности. Но ова им дава на нашите граѓани можност да излезат и да гласаат согласно нивните вредности. 32 сојузни држави веќе имаат закони кои или можат веднаш да го забранат абортусот или да го ограничат, како во сојузната држава Вајоминг, каде пристапот до абортус веќе беше сведен на само една клиника. Втора требаше да се отвори ова лето, но беше запалена од се уште непознат сторител. Пожарот ја уништи речиси целата внатрешност на зградата. Джули Баркхарт, основачка на Wellspring Health Access, која работи на обезбедување пристап до абортус во сојузни држави каде тоа е проблем, исто така е дел од тужбата за блокирање на забраната за абортус во Вајоминг. It has been very frightening and chilling. Страшно е да знаете дека вашите репродуктивни органи не се ваши, туку зависат од сојузната држава каде живеете и незиниот однос кон жените. Многу е страшно да знаете дека како жени немате еднаква заштита согласно закон. Анкетите покажуваат дека американската јавност не поддржува целосна забрана на абортусот, но законите се разликуваат од држава во држава. Сојузните држави ќе одлучат дали законите ќе предвидуваат право на абортус. Некои од нив веќе зависат од изборите во ноември. Калифорнија и Вермонт, на пример, имаат гласачки ливчиња со уставен амандман, кој го гарантира правото на абортус. Некои сојузни држави пак веќе имаат уставни амандмани за заштита на правото на живот.
Гласачите во Канзас одбија забрана на абортус на изборите во август, а гласачите во Мичиген ќе се соочат со сличен избор овој ноември. Тенеси, Тексас и Ајдахо го забранија абортусот по речиси секакви услови, но во Јужна Каролина неодамна некои републикански законодавци им се приклучија на демократите со цел да спречат носење закон со кој целосно се забранува абортусот. Факт е дека не сакам никој во оваа просторија да носи одлуки за мене, за живот или смрт. Борбата да се одржи абортусот легален во Вајоминг речиси е сигурно дека ќе заврши пред Врховниот суд на сојузната држава, каде сите судии се назначени од републикански гувернери. А филмот во кој се прикажуваат целосно женски воини предизвика и пофалби и критики. Според критичарите, Африка имала само мало учество во филмот Жената крал. Ретко Холивуд ја прикажува Африка или африканците, освен преку очите на аутсайдерите, но не и со Жената крал. Предводени од генералот на Ниска, воините Агоджи, страшната женска единица, ги убиваат нивните непријатели, европските и африканските трговци со робови. Добитничката на Оскар, Виола Дејвис, вели дека се поистовитувала со незиниот лик како воин. Се гледав себе си на ист начин како што ги гледам моите колеги. И дури кога влегов во светот и во индустријата, сватив дека светот и индустријата не ме гледаат мене на ист начин. Приказната за Агоджи, за која многумина знаат, слушнале за неа, но да се види на екранот е поинакво искуство. Букари Савадого, кој предава на универзитет во Њујорк, забележува дека околу филмот има и возбуда и критики. Ова е африканска приказна, но во однос на тоа како беше представена и како е снимен филмот, имаше многу малку активен африкански ангажман во филмот. Било тоа пред камерата, но и зад камерата. Беа потребни повеќе од 7 години и 50 милиони долари за да се направи Жената крал, филм снимен во Јужна Африка. Кети Шулман, која помогна во продукцијата на филмот, вели дека имало тешка битка да се придобие Холивуд да го финансира. Црниот пантер ја отвори вратата, нели? Црниот пантер рече, замислете да има африканска нација со агенција, а јас реков, зошто треба да го замислиме тоа? Што велите за вистинска африканска нација со агенција? Секоја од овие работи е чекор напред. Актерите има ригорозни подготовки за борбените сцени, вели Шила Атим, која ја игра воинката Агоджи Аменза. Се обидувавме да ги прикажеме овие жени, кои беа едни од најнеобичните воини што светот некогаш ги видел. Сакавме да го направиме тоа како што треба. Имајќи предвид дека кралството Дохомеј учествуваше во продажбата на африканци за робство, имаше и повици за бојкот на филмот. Сепак, според Холивуд Репортер, викендот на отворањето на филмот во САД ги надмина очекувањата, заработувајќи 19 милиони долари. Жените сочинуваат 58% од сите купувачи на билети, според излезната анкета на Посттрак. Афроамериканските филмски гледачи сочинуваат 56% од публиката. Факт е дека жените се примерни купувачи на содржини, било да е филм, телевизија, стриминг, и тие всушност бараат да се сними филм за мнозинството, а не за малцинството. И покрај контроверзите, филмот предизвика возбуда во Африка и меѓуафриканската диаспора, вели Савадого. Тие ќе се поистоветуваат со него уште повеќе. Дури и ова утро видов објава во која се повикуваат сите додат да го гледаат филмот затоа што овој филм е за нас, така што тоа е гордост и во имигрантската заедница. Виола Дејвис сака да има повеќе филмови кои ќе ги афирмираат африканците, особено жените во Африка и Америка. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Јован Чарновски од студиото во Вашингтон. Пријатно!